Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, скандалозни размери завзема истрагата што ја отвори за начинот на кој што МВР, раководено од Груевски, Јанкуловска и нивните соработници издавало лични документи. Веќе обелоденив дека МВР незаконски издавало и печатало лични карти на лица на незаконски начин и со тоа обезбедувале право на глас и други права. Денеска ќе обелоденам нови злоупотреби на лични документи, што можеби се користат и за други намени во државата или надвор. Истрагата што ја отвори во МВР овој пат дојде до 70.000 дупликат возачки дозволи во МВР. Истрагата покажува вмешаност во скандалот на висок раководител во Министерството за внатрешни работи. И ќе објаснам кратко за што се работи. Откако откривме дека во МВР незаконски се издаваат и печатат лични документи, формирав комисија со задача веднаш да влезе во магазинот на Министерството за внатрешни работи и да изврши попис на сите образци за лични документи што се наоѓаат таму. Еве го извештајот од комисијата. Ова е записник и извештај за спроведениот попис. Пронајдени се 70.000 формулари за возачки дозволи, што се внесени во Министерството за внатрешни работи на 26 ноември 2015 година, непосредно по моето доаѓање во Министерството за внатрешни работи. Но овие 70.000 лични карти не се евидентирани дека воопшто постојат во магазинскиот компјутер. Се поставува прашањето зошто. Овој документ открива зошто тоа не е направено. Затоа што исти такви возачки дозволи веќе постојат во евиденциите на Министерството за внатрешни работи. Станува збор за исти такви документи со исти серијски броеви. Станува збор за иста бројка на возачки дозволи, 70.000 тип А. Првите 70.000 возачки дозволи се заведени во магазинот на Министерство за внатрешни работи 1 година и 9 месеци претходно, на 7 февруари 2014 година. Имам признание од вработени дека помошникот што работи на оваа област бил известен дека во магазинот се стигнати дупликат возачки дозволи. Меѓутоа не реагирал. Не реагира се до мојот налог за попис во магазинот. Тогаш очигледно сваќа дека скандалот не може да се крие и испраќа писмо наредниот ден до фирмата добавувач на возачките дозволи. Но јас контактирав со менаџерите на фирмата добавувач, тие сами побараа итна средба со мене, станува збор за реномирана фирма. Представниците на фирмата се изненадени зошто никој не ги известил веднаш за дупликатот на возачките дозволи. Почитувани граѓани, со дупликатот возачки дозволи може би се прави обид за сериозни злоупотреби на идентитети на граѓани, за кој што може да биде и мојот и вашиот, се разбира. Спречивме злоупотреба на идентитетите. Јас не се согласив да бидат повлечени овие 70.000 возачки дозволи од фирмата, туку ќе формирам комисија која што ќе ги уништи овие формулари. И на тој начин спречивме можен криминал. Постојат сериозни индици, зборувања во јавноста дека има можеби продажба и тука и надвор од Македонија на возачки дозволи со одредена цена која што се движат тие формулари. И ако тоа е така, или ако се спроведува така, 70.000 формулари
ќе гарантираат повеќе милиони евра нелегален издаден документ, односно нелегален прилив. И затоа сите овие индиции кои што доаѓаат, ова откривање на формуларите со изненадно влегување на комисијата покажува или мене ми индицира дека е можно да биле или да требало да бидат злоупотребени овие формулари и тоа да бидат злоупотребувани други лични документи или идентитети. Благодарам.